Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Во македонскиот спорт често се случува во едно семејство да има повеќе спортисти. Сега таткото и синот може да бидат во ист спорт, може да бидат во различен спорт, меѓутоа со семејството Димитровски ситуацијата е иста. И таткото и синот, а и синот на синот, значи сите тројца се во ракометот. Познато е семејството Димитровски, овој пат ќе стане збор за оној средниот од тоа семејство, Златко Димитровски, инаку наш познат ракометар, репрезентативец. Тој беше играч во репрезентацијата на Македонија во оној период по осамостојувањето, значи кога се формираше националниот тим и кој се подготвуваше за оние дострели што ги постигна подоцна. Инаку таткото на Златко, Пеце, своевремено беше супер играч, тој настапуваше овде во Битола за кариерата да ја продолжи во Железничар од Ниш. Железничар во тоа време, кон крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите години, беше познат клуб, прволигаш. И во тие денови, додека играше за Железничар, заедно со подоцнешниот тренер и селектор на југословенската репрезентација, познатиот Тута Живковиќ, стана репрезентативци на Југославија. Значи, говориме за синот на Пеце Златко, па сега нормално е првото прашање дали таткото Пеце беше причината Златко да се најде во ракометот. Како прво ви благодарам за поканата, а за тоа која е причината за да почнем ракомет, да почнем да се занимавам со ракомет, секако дека беше таткото, љубовта, од тој уште од мали години јас почнав да го гледам и ми врежа таква љубов што покасно почнав и јас да тренирам ракомет. Мада во покасни години ми забрануваше, не ми дозволуваше да тренирам ракомет, затоа во тие години немаше екзистенција од спортот никаква. Али после кога виде дека е желбата голема, тоаш ми дури почна да им помогнува, да ме советува за некои работи. Ти се сеќаваш на некои негови настапи, иако беше мало детенце тогаш, кога тој беше во најголема форма, ти не беше роден. Да, кога беше во најголема форма не се сеќавам, али залезов при крајот на кариерата, веќе на ракометното игралиште, тоа се играше во Битола, на асфалтот, се сеќавам на некои утакмици, што ми оставили, заради тоа почнав и јас, ми остави така љубов ракометот и публиката и таа атмосфера, и ми даде желба за да продолжам да се занимавам со ракомет. Златко, многу ми е криво сега во овие моменти кога разговараме и се сеќавам на Пеце. Инаку бевме добри пријатели. Тој кога ја почнуваше својата кариера, јас бев новинар во Нова Македонија, па и пишував за него, и мило ни беше што стана и репрезентативец на поранешната држава. Се сеќаваш добро, се договаравме дури да снимаме емисија за него, но некако ете така ненадејно ја напушти животната сцена и останав без таа емисија, навистина за една наша голема спортска легенда, зашто не треба да ги заборавиме оние ракометари што го градеа овој спорт кон крајот на 50-тите и цели 60-ти години, кога беше присутен и таткоти во ракометот и, како што реков, беше репрезентативец, но времето минува, па еве помладите генерации доаѓаат, ги заменуваат, дојде ти, заигра и првите твои чекори беа овде во Битола. Во Битола. Како беше тоа време и како изгледаше сето тоа? Моите први чекори почнаа уште од мали години, уште од 14 години да тренирам ракомет, али активно, професионално почнав да се занимавам со мојата 17-та година. Прв тренер ми беше Коле Поповски, кога почнав да тренирам со него негде на 16 на 15 години. Али на 17-та година прв пат зигрувам за Пелистер, за Битола, може после тој инцидент со металпластика, за мене испадна голема среќа. После инцидентот се сеќаваат и беа казнети повеќе играчи
И јас од помладокот не заедоа 2-3 играчи, не заедоа да играме за првата екипа на Пелистер. Да ги замените овие казнетите, сега Казнетите, ти ја искористи шанса. За среќа добро изиграв, тоаш беше и терено казнет. Прва утакмица игравме против Звезда, ако се сеќавате со Цветковиќ, тоа Звезда беше многу добра екипа. И прва утакмица моја беше таму баш против Црвена Звезда и победивме. Кај си играше во Велес играше во Велес. Во Велес бидејќи теренот овде беше суспендиран. Тоаш дадов 4 гола и така почна, кога влегов веќе во првата екипа, си останав до крај. Стандарден, да. И сега го спомна тој надпревар со Црвена Звезда, го спомна и Цветковиќ, вистина голем играч беше. Тоа што генерација беше многу... Сигурно тие почетни години, прволигашки, имаш уште некој надпревар вака што ти останал во сеќавањето. Па во почетокот, кога почнав во мојата кариера, најдобар надпревар мислам што остане и што ме направи да бидам добар играч, беше баш тој со Црвена Звезда. После тоа имаше надпревар кога по година дена игравме со Металопластика таму во Шабац. Тоа беше како, например, надпревар и утакмица на помирување на двете екипи. Оти знаете, беше многу по медиумите беше предходно инцидент се памтеше и се пишуваше многу за него. Да, се пишуваше и беа сакаше да се требаше се направи една утакмица за да се спријателиме со Металопластика, да се вратиме пак на старите. Мада меѓу играчите, да се смират духовите. Мада меѓу играчите немаше никаков проблем, тие одма се беше се средено, али пред јавноста на југословенската јавност мораше тоа да се знаете, тоа во тоа време немаше, не смееше, се требаше да се помини како да има едно помирување, јавно помирување или извинување од наша страна. Да, Металопластика беше вистински ракометен бренд, предходно беше европски шампион. Европски, светски прваци бевме, Југославија кој беше светски првак, тоа беше тоа фактички од Металопластика репрезентација екипа. Играчите, во репрезентацијата. Да, репрезентација тим. И тој надпревар како изгледаше побирувачки? Утакмицата беше чисто како пријателска утакмица, тоа го загубивме таа утакмица, али ние помладите добивме поголема шанса што можеме да се докажеме плюс уште повеќе и што игравме малце послободно, ти немаше никаков притисок на таа утакмица. Тоаш јас се сеќавам Гаштевски, тој се повеќе, мислам дека е професор по физичко предава, јас и тој беше левак, јас бев десек. Така изигравме по лефтерни игра и дадовме добра партија. Не можам да се сетам сега колку гола дадов, али веќе тој надпревар ми даде на шкоцна даска, на пример, уште повеќе да го се зацврстам во тимот, во првот тим. Тоа беше веќе добивање виза за Златко да биде стандарден играч. Да, и после тоа добив шанса за младинска репрезентација да изиграм, да ме земат после тој надпревар. И ти играше за репрезентацијата на поранешната држава? Изигравме квалификационен надпревар, бевме јас и Горан Антоновски за мене од Охрид, ако се сеќавате, на Крстен Антоновски син. Тие двајца да не викна на едни квалификации изигравме и после веќе почнува распадот на Југославија и така. Да, и после тоа си се враќаме на нашата репрезентација на Македонската. После се враќаме во Македонија. А твојата кариера продолжува во Пелистер до кога? Во Пелистер играв до мојата 18-та година. После тоа ме побараа во Тутовски комбинат. Изиграв една година таму и после 18 години кога наполнив заминувам во ЈНА. Мораше тоаш не беше, мораше секој да служи југословенска, да служи војската. Во Тутовски комбинат од Прилеп одигра една сезона. Една сезона, да. И тогаш како котираше Тутовски комбинат? Тоаш Тутовски комбинат имаше амбиции тоаш беше втора лига југословенска, али втора или многу јака лига. Знаете ви Југославија како беше, имаше претензии за да влезе во првата лига. Тоа се боревме ние, ако се сеќавате, со Дубочица од Лесковац, со Урошевац. Тие беа екипи кои сака да влезат Борат со Урошевац. Не успеавме, тогаш влезе Лесковац, Дубочица од Лесковац. Тие влего и после тоа ја заминувам да услужување на војниот рок во Задар, каде и таму малци играм, али тоа го играв како бев во една како спортска чета. Како припомош, не играв професионално, тој во Задар клубот не беше професионално, колку да тренирам со нив, да. Пак остана со ракометот. Да, после се враќам од војска
Играм овде уште една година и после тоа се враќам пак во Тутовски заедно со Абдула Јусуфовски и со Боро Чулевски да играме за Тутовски комбинат кои веќе беа решени за да влезат во првата лига. Бевме први и тоа се случи тој распад на Југославија. На Југославија и Тоаш Тутовски бевме први шампиони во втората лига и требаше да влеземе во прва лига и тоа супериорно без ниеден пораз, мислам така беше. И тогаш се формира сите држави од поранешната држава и веќе сите си организира свој систем на надпревари. Каде се наоѓаш ти во тој период на распадот на Југославија? Во Тутунски и остануваш таму? Не, во Тутунски кога се случува тој распад, потоа повторно се враќам во Пелистер. И тука веќе играм неколку години, тоест до најубавите и најдобрите утакмици ми биле тука во Пелистер и тука веќе стекнувам и големо искуство, тука ги добивам почнувам првите чекори за сениорска репрезентација на Македонија со генерации, фаќам повеќе генерации. Ти на 2-3 години практично заигра генерација, фаќам на пример со Јусуфовски, Абдула, со фаќам Стефче Стефановски, таа генерација, Калешот, ако се сеќавате, Никола. И од таа генерација, после другата генерација доаѓа Пепи Манасков, Драган Маринковиќ, Боро Чулевски. Значи фаќам едно 2-3 генерации. И на крај од мојата кариера веќе играм во Челендж куп кој игравме финале со Наумче, со Кире Лазаров, со Наумче Мојсовски, со брат. Значи сите одија што продефилира од 91-2 во репрезентацијата, ти ги следеше. Ги следев и ги пречекуваше се до тоа може и среќа дека ми беше малце по-долга мојата кариера, играв до 42 години. И заради тоа фаќам така повеќе генерации, за тоа сум среќен. Добро, меѓутоа оној период во Пелистер ми се чини дека ти беше тој ми беше најдобри, вака и најдраг за мене. Најдраг и се сеќаваш сигурно на тие надпревари Пелистер, тогаш беше фактор во македонскиот ракомет и пошироко туку во европските купови. Да, тоаш и колку да сакаме да не го споменуваме, дека често го споменуваме надпреварот со Лемго, со кој да разговарам, повторно се враќа тоа Лемго. Тој надпревар е... Сега, кажи ни и ти нешто за Лемго, и ти беше актер во тој надпревар во кој што Пелистер требаше да се избори за настап во финалето на Европскиот куп. Тој надпревар беше како... Тоа беше 95-6 година. 95-96 година, да. Игравме финале, игравме првата утакмица во Лемго, потоа игравме во Битола. Знаете и вие, патувавте со нас, вршевте преноси. Мислам дека ние надпреварот, да имавме тука шанса да ги победиме германците, ги осеќавме дека можеме да ги победиме уште таму во Германија. Малце мислам дека ни му помогнаа судиите, руски судиски пар беше, се не можем да се сетам како се вика, али му помогнаа на крајот на Мирза Мемедов во контра за еден разлика за нас, му досудуваат преступ, смешен преступ, што и публиката се изненади, тој шутира од 9 метри. Тие ни прат контра, еден разлика и така завршува утакмицата со победа на германците со еден разлика. А тука знаете што се случи, тука беше катастрофа. Тука се беше загубено во последните 10 секунди. Трагедија беше. И за публиката тогаш, вервајте, во салата ако береше 3000-4000 публика, 5-6 публика. Двојно повеќе од капацитетот. Од капацитет дури на почетокот и попушти паркето, па тоа се поремети статиката во тежина и... Да, се сеќавам и ние бевме сместени во Молика, во хотел Молика на Пелистер карантин. И кога доаѓавме со автобусот за на утакмица, во градот беше како зона сумрака. Немаше жива душа по патот. Сите како што одиме од Пелистер, од болница да врвиме, нема ни една кола. Ко стигнавме тука пред салата, беше Коштица, видеобим. Па не знам колку илјади. Надвор само имаше 5-6 илјади. Од цела Македонија, знам, се сеќавам, ни се бараја карти од цела Македонија, пријатели, роднини, за да дојдат да го гледат тој меч. Жалосно и многу ми е така едно лошо
сеќавање на тој надпревар. Да, можете Дека да постанете можевме херои. Херои, после тоа игра, се сеќавам Ленго финале играше со Атлетико. Атлетико, во Атлетико играше Душебаев сега во денешен тренер. 10 разлика го победија во финалето. Значи, мислам дека ќе го освоевме тогаш купот. Тогаш за Атлетико играше постариот Душебаев, таткото на Ракометаров, што е селектор на Полска. Да, за него Тој, велам, да. за него, да. И вака сега сум разговарал и со други за Лемго, ај сега ти кажи ни кој беше тој клучен момент во тој историски надпревар за Пелистер. Зошто, например, не беше направена, дали немавте сили да ја направите таа разлика во текот на надпреварот, па да не беше се ставено на коцка во последните секунди? Моје мислење, значи, после Сите генерали. сите војни има Сите се генерали, сите сите знаат што да кажуваат, дали моје мислење дека кога заводивме на тој надпревар 4-5 разлика, дали се сеќавате? Да. Душан Новак кога го даде голот, мислам дека прерано се израдвавме на победата. Мислевме дека е готово. Готово, и имаме предност. Дека имаме предвреме и тука направивме на голема грешка и тојде како во последните минути како опуштање на екипата. Што знаете вие германските екипи не само во ракометот, туку и во другите спортови играат до последната секунда. Има и добар стратег, тие ми се чини Мочај беше тој Лајош Мочај, да, Маđаров. Тој човек со Лајош Мочај, искуство да. и знаеше во кој момент што да направи. Да, и тоа тие го и сам ја не можем да си поверувам дека го загубивме тој надпревар. Не го загубивме, мислам го изгубивме со 1 разлика или за 1 гол. На крајот се сеќавам Слободан Николич. Некои од јавноста го винува дека не требаше да шутира, било што да се направеше, али не сме имале, јас мислам па сепак не сме имале спортска среќа за тој надпревар. Да, рамноправен си со Има противник, играш дома, повеќе причини, атмосфера. да, атмосфера, се беше на наша страна и дури резултат имавме пред крајот. И жалосно знаете германците играат до последна секунда. Добро, Не се Пелистер предаде. после тој надпревар не се предаде, продолжи да живе и Да, и натаму пак имавме беше добри успеси, да. силна екипа со успеси и сега продолжуваме за твојата кариера после Лемго. После Лемго си останувам уште во Пелистер, па доаѓа на промена на генерација. Заминува, мислам, после 2-3 Значи години. ти ги пречекуваш и И ги испраќаш, ти испраќам, да. продолжуваш. Јас продолжувам. Веќе го напуштаат ракомето после неколку години генерацијата на Боро Чурлевски, на мислам дека и Стевче Стефановски. И таа генерација заминува, доаѓаат нови млади играчи кои Грото исто од Македонија, на Наумче Мојсовски, Кире Лазаров, Да, тие како младинци се истакнува, меѓутоа Митков, Темелков, голмано сега во Диви, сениорска голмано конкуренција Диви, се исто така. Ангелов голмано. Сега фактички ја држи таа репрезентација. Брат му на Наумче Мојсовски, Златко Мојсовски. Калајджиевски пикер беше и тој од Струга, ако се сеќавате, добар. Да. Ацо Јоновски, таа нова генерација и така се калевме, добивме искуство, беше измешана, јас бев Зарков, Марковски, во таа Иван Марковски, во таа генерација измешана со млади и со стари искусни играчи, што мислам после со Богдан Макови го достигна и врво, игравме финале Челендж куп со Скерн во Данска и тоаш го загубивме тоа финале. Да, тогаш стигнавте до финале, до финале, до него освоивте. Него освоивме, Челендж игравме во Битола, 7 разлика победивме, а таму изгубивме со 14 или 15 разлика, не можеме. А кога одевте таму, што викате? Добре, Исто така, разлика ќе исто, да, одржиме. дека лесно ќе поминиме, дека добро е 7 разлика. Добро, има такви случувања во ракометот, тоа е брза игра, никогаш не можеш да предвидиш, мало невнимание, едно промашување веќе доаѓа до пресврт, ти играш во Пелистер, потоа одиш и во Скопје, во Југ, Зеген, па во Металург, како се движеше твојата кариера натаму?
После Пелистер веќе имавме едни квалификации кои требаше да се играат во Килкис. Не знам дали се сеќавате во Грција. Баш утакмица една од квалификации, например четвртфинале, мислам, или четвртфинале игравме со Килкис. Тоаш добро изигравме, на пенали ги победивме таму, игравме првата тука, втората таму, беше тренер Боро Чулевски на Килкис од Грција. Да. И имав некои преговори дека треба да одам таму за да потпишам за во Килкис да играм, али во моментот газдата на Југ, Зеко, не можам да се сетам на презимето, беше и тој како член на репрезентацијата, на македонската репрезентација, заминавме таму на квалификации, јас веќе готово да го потпишам договорот со грците. Тој вели не, јас ќе правам добра екипа во Југ, нова екипа, да дојдеш да ми помогнеш, дали ќе дојдеш, колку ти дават, се договоривме и одам во Југ. Играме на полусезона. А Југ е инаку клуб со долга традиција, од тамо 60-тите години во Мичурин. Имам разговарано со татко ми Јук и Пролет, тие беа две две соседни населби, едните од Пролет, другите од Мичурин и вечни ривали. Вечни ривали и пругата ги дели. Да. Играм пола сезона во Југ и Металург, се сеќавам игравме утакмица со Металург, беше Славко Новаковиќ покојниот тренер и Марко Поло од агенцијата беше како член на управа со Чокревски, со Левко, во Миркуловски. Да. Марко Миркуловски, таткото на Миркуловски, и бевме дојде во салата Расадник и првите преговори ми беа со Миркуловски, со Марко. Тоа же држеше таа агенцијата Марко Поло, ако се сеќавате, и исто и со него многу добро стоевме, оти сите патувања што ги правевме со репрезентација беше преку нив. И ми вели Златко да те замолам, Славко Новаковиќ сака да дојдеш во Металург, кога да ви одржаме на средба за да дојдеш да играш во Металург. Јас молам што е до мене, ако се договорите со газата на Југ, одма ќе пристапам. Тие се договорија меѓусебно и јас и потпишувам за Металург. И тука поминуваме едни прекрасни години. Колку време остана во Металург? Мислам дека години, скоро 2 години во Металург поминувам, али тука толку имаше другарство, сакам да кажем. Немаше некој звучни имиња, тогаш Меркуловски почнуваше да игра. Ги правеше првите чекори, Петковски. Почна да се создава оној Металург што подоцна стана голем клуб и во европски размери. Првите почетоци на Металург излегува, прв пат излегуваме во Европа. Бевме втори на крајот од првенството, Пелистер, првиот пораз на Пелистер. Пелистер тогаш го зеде, се сеќавам, Трифун Костовски и првиот пораз ние му го нанесивме во Скопје тогаш. Кај мене се јавени измешани чувства и радост и тага. Битолчани, битолчани, знаете, ние битолчани сме малце така носталгични. Пелистер ни е во срцето и тешко е да се игра против клуб кој го сакаш. Ама го победивте Пелистер. Го победивме и тогаш почнува Металург да расти како до денес што стигна до добра екипа. До овие височини. До овие височини, да. А ти од Металург каде продолжуваш после, зашто имаш и меѓународна кариера? Одам во Југ, од Металург заминувам во Кавадарци на години. Играме заедно со Сајкал, со Александар. Па и Тиквеш клуб со традиција од времето, она што кажавме за Југ се однесува и за Тиквеш. Со Александар заминуваме двајцата, тој лево крило, јас десно крило, како појачање на Кавадарци. Нов спонзор му беше винарска визба, тогаш ја зедоја овој од Скопска пивара. Да, Тиквеш го зема, да, го зема Свето Јаневски, подпишуваме договор и вели успех ние да излеземе во Европа и излеговме, успеавме, најголеми успех да го направиме во историјата на Кавадарци. Тоа со ВК, познатиот ВК тренер ни беше. И тука една година поминувам и после тоа заминувам во Маđарска.